7 сектори за внатрешни работи, одделот за организиран криминал, секторот за прикриени информации и во Алфа единицата. Дали ќе следуваат и други? На истата функција, дали се истите персонални решенија? Приближно исти. Дали ќе следуваат и други наименувања и смени? Имам законска можност да направам 15 смени, денеска направив 11, доколку почувствувам, доколку има проценка дека ќе треба да ги направам и другите, ќе го искористам тоа право. Ќе има ли влијание вчера отворениот нов случај во СЈО врз одредени припадници, односно функционери во Министерството, истрагата што ја отвори? Видите, без разлика дали е некој во Министерство или надвор од Министерство, секој случај кој што е отворен ќе има влијание. Какво ќе биде влијанието, тоа ќе го кажат судските органи. Министр, еден од провладените медиуми уставно кажано напиша дека во МВР се знаел дека сведокот на СЈО на Трезор, како тој човек сега ќе се заштити? Па видите, тоа е прашање што треба да се постави пред пратениците и мислам дека барањето од страна на специјалното обвинителство да се направат измени во законот за заштитени сведоци се реални, затоа што не само тој сведок, туку било кој друг сведок во било која постапка треба да биде сериозно заштитен заради тоа што дополнителна тежина представува начинот на кој што институциите се окупирани во Република Македонија од страна на партиите на власта и затоа се потребни јасно дефинирани законски одредби, начела врз основа на кои што ќе бидат заштитени сведоците, а со цел да имаме успешни постапки, односно да има специјалното јавно обвинителство. Каква е вашата соработка со дополнителниот заменик министер? Јас сум отворен за соработка врз основа на принципите на Законот за измени и дополнување на влада. Неговите овластувања се многу јасни, дека учествува за прашањата на изборите и само тие прашања кои што се поврзани со кадрски правни прашања, дека ќе треба да бидат заеднички потпишани, јас стојам на тој став. Сакам да соработувам, меѓутоа за да имате добра соработка потребни се две страни. Еве сега има закажано пресконференција, најверојатно сега повторно ќе се жали, ќе укажува, ќе се заканува на началници и така натаму. Меѓутоа моја цел е сосема друга. Да функционира нормално министерството, да создадеме фер шанса и при тоа да не се политизираат одредени активности и во тој дух ќе продолжам со работа. Имате ли пријава за хакерски напад од специјалното обвинителство? Дознав во медиумите од таа работа, немаме пријава од нивна страна дека некој го хакирал нивниот мејл, доколку има ќе постапуваат надлежните служби во однос на ова прашање или на било кое други прашања кои што ќе бидат поставени пред Министерството за внатрешни работи. Кога вие кажувате дека нема доволно согласност меѓу вас и вашиот заменик или дополнителен министер, дали мислите дека успешно ќе ја вршите работата, затоа што вие целта да организирате референдум после избори, дека нема да има манипулација? Јас сакам да има соработка не доволна, туку да има во рамки на закон. Јас ќе настојувам да бидат тие законски обврски исполнети, јас ќе постапувам секоја врз основа на моите овластувања кои што се даде. Се знае дека со Министерството за внатрешни работи раководи министерот и така ќе биде и понатаму. Со органите кои што ги водат било кој од началниците, исто така раководи началникот и нема да дозволам двојна команда во ово министерство заради тоа што ќе биде на штета на интересите и на министерството и на граѓаните, туку да секој според своите овластувања можеме да се соработуваме. Нема и тоа не е потребно да се остваруваат партиски агенди. Јас знам дека е многу тешко да дојдете од ВМРО ДПМН и при тоа да станете доследни на некаков собствен став, ако го имате воопшто, туку треба да одработувате според агенда на политичката партија. Меѓутоа јас сакам таму да ја трнеме политиката, заради тоа што тоа е добро за безбедноста, тоа е добро за граѓаните и тоа е добро за државата.